Господине Ставрески, експерту за се и сешто, да ви кажам дека сте смешен кога се сликате во нашите ниви и нам на земјоделците кои сме постојано на нивите, ни кажувате колку ни е добро изминатите 8 години. Субвенциите со кои се гордеете се покажа како алатка за манипулација со луѓето. Ги доделувате по само на вас познати критериуми и само вие на кого сакате, а најмногу на оние околу вас. Ги прашувам земјоделците, дали сега сме побогати или подобро живееме? Одговорот го знам, бидејќи и јас потекнувам од земјоделска фамилија. Го намалевте ДДВ-то за некои земјоделски репроматеријали од 18% на 5%, но наместо да се намалат цените на тие репроматеријали за 13%, се случи спротивното. Вреќа вештачко ѓубре, кој во 2006 година чинеше 330 денари, преку ноќ стана 1500 денари. Цените на заштитните средства неколкократно се зголемија, а нафтата во изминатите години се зголеми двојно. Со тоа, вие на земјоделецот му ги врзавте рацете и му бркнавте и во така плиткиот джеп. А цените на земјоделските производи се исти или пониски од пред 20 и повеќе години. Со тутунарите си проигравте како со мали деца оваа година. Тутунот им го зедовте за џабе, а и ладници тони остана на таваните од плевните. Раната зелка, со која раноградинарите од секога си ги покривале основните трошкови, никој пат не памети дека некогаш имала толку ниска цена. Состојбата не може да ја промени ниту оној денар по килограм што им го наметнавте на купувачите преку вашите сателити инспекторите. Се прашувам, до кога земјоделецот треба да биде чувар на социјалниот мир во државата? Социјалната политика кон земјоделците е катастрофална. Луѓето кои целиот свој работен век го поминале работејќи по своите ниви, денес се соочени со неможноста да го остварат своето право на достоинствена старост. Не можат да го остварат правото на пензија. Едноставно заборавени се од својата држава. На земјоделците им украдовте 10 години од нивниот стаж и сега и ладници земјоделци, наместо да живеат достоинствена старост, ќе бидат терет во своите фамилии. Ќе ме прашате, а што можете вие тука да промените? Мерките што ги предлага Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во својата изборна програма во сферата на земјоделието ќе придонесат за подобрување на состојбите. Субвенциите ќе се доделуваат во досегашниот обем, дури и повеќе, со определена динамика на исплата и на времено, што значи на сточарите во јули, после жетвата, кога добиточната храна е наевтина, на полјоделците во септември, кога се подготвуваат за сеидба, на лозарите и овоштарите во март, на градинарите во мај, на тутунарите веднаш по откупот на тутунот. Ќе субвенционираме и втори култури со двојно субвенционирање. Ослободување на земјоделците од персонален данок. Ќе се иседначи правото на пензиско осигурување на земјоделецот со работникот. Ќе овозможиме бенефициран работен стаж на земјоделците за 12 месеци работа, да им се признае работен стаж за 13 месеци. На земјоделците на кои им недостасува до 5 години работен стаж за да стекнат право на пензија, ќе им овозможиме да го докупат стажот. Ќе воведеме зелена нафта како гориво за земјоделството. Ќе направиме ревизија на доделеното земјоделско земјиште. Ќе го олесниме пристапот до европските фондови наменети за земјоделство. Преку проектот наречен Тутунот македонска судбина, откупните компании ќе имаат право први да склучаат договори по сопствен избор, а потоа Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство врз база на тие договори ќе ги издава одобренијата за засадување на тутун. На овој начин државата ќе се заштити од вишокот на тутун, а договорените количини тутун ќе мора да се откупат. Оние тутунопроизводители кои ќе го пренаменат своето производство, ќе добијат субвенции за да засадат алтернативни култури. Ќе се ослободат од данок на добивка во период од 5 години сите оние кои ќе отворат сточарска фарма. Во изборната програма Промени за нов почеток има уште многу мерки кои ќе придонесат за достоинството на професијата земјоделец.